Охрид, бисерот на Балканот, секое лето повторно ја освојува титулата најпосакувана дестинација за одмор, уживање и забава. Неговата уникатна комбинација од природна убавина, културно наследство и динамична летна атмосфера го прават идеално место за бегство од секојдневието. Покрај мирните утрински прошетки покрај езерото и уживањето во залезите со поглед на старите охридски куќи, се повеќе посетителите ја препознаваат и ноќната страна на Охрид. Онаа полна со ритам, енергија и незаборавни моменти. А токму еден локал успева да го понуди сето тоа. Ресторан Лихнидос, сместен во самиот центар на Охрид, на само неколку чекори од градскиот плоштад. Лихнидос одамна не е само ресторан. Тоа е вистинско летно прибежиште за сите што сакаат совршена комбинација од одлична храна, врвна услуга и најдобрите забави што летото ги носи во градот. Гостите секоја вечер уживаат во богата гастрономска понуда со традиционални и модерни специјалитети, под отворено небо и во придружба на жива музика. А токму во една од тие вечери, во жешката атмосфера на забавата со Либеро Бенд, ја среднавме една од најатрактивните и најпрепознатливи женски фигури на македонската музичка сцена – Софија Манева. По подолг период на тишина, Софија Манева, позната по нејзините хитови, како Љубов или Ништо друго, и Лигав тип, повторно се враќа на сцената. За многумина таа останува символ на самоувереност, женственост и автентичен музички израз. Родена во Кавадарци, но со публика низ цела Македонија, Софија не е непознат лик во светот на забавата. После долгогодишна пауза, таа реши повторно да се активира и тоа со стил, со нова авторска песна насловена Момче Македонче, која прво ја промовираше на социјалните мрежи, а наскоро и со видеозаписот снимен во автентичната атмосфера на старата скопска чаршија. Текстот на песната го напиша нејзиниот татко Перо Манев, додека музиката ја создаде заедно со познатиот Тони Соколов Цока. Инспирирана од своите корени и желбата повторно да твори, Софија го рестартираше своето музичко студио со цел да им понуди на слушателите нешто свежо и искрено. После 9 години одлучив да се вратам и да почнам одново со својата авторска музика. Момче Македонче е само почетокот, во план сме со тимот да создадеме уште многу песни, да понудиме нешто што се надевам ќе биде освежување на македонската поп сцена. Изјави таа за нас, пред да се врати кај своето женско друштво во Лихнидос. Една од најубавите пејачки на нашата естрада, морам да признам. Дами и господа, Софија Манева. Софија, како си? Супер, фала ви на поканата, одлично се чувствувам вечера. Кажи ми, сме пред еден прелоп локал, се вика Лихнидос. Колку често доаѓаш овде? Па реално доаѓам во Охрид често, пролет, лето сум овде. Лихнидос ми е еден од омилените локали и за ручек, и за ноќно излевање, така да често може да ме видите овде. Од кога си во Охрид? Тука си или дојде конкретно за концертот на Либеро? Дојдена сум овде со моите другарки, женска екипа овој викенд, Илинден, 3 дена сме овде, така да ќе го искусиме Охрид и денски и навечер. Дали планираш на друго место да одиш на одмор? Па да, јас бев на одмор, ова ми е онака како женски викенд. Да. Ова си женско друштво? Да, да. Драго. Кажи ми, Софија, кога сме на музички план, што правиш во моментов? Има ли нешто ново? Дали се дешава нова песна, можеби? Што се случува? Момче Македонче е мојата последна песна која што дадов пред нова година, во декември месец. Сега спремам балада, се вика Живот и се надевам дека со Господ напред ќе излезе во септември со видеозапис и се надевам дека ќе ја допре публиката со емоцијата која што ја дадов во неа. Несомнено дека изгледаш одлично, кажавме на почетокот. На што се должи ова завидна линија? Мислам дека дисциплината е пресудна за да изгледаш добро. Меѓутоа и самата желба за живот, самата љубов кон себе си, кога човек се сака себе си, се грижи за себе си, тоа едноставно
излегува на дело. Дали си се одрекла од некои нешта кога е во прашање кариерата? Сигурно благо не јадеш? Во таа смисла, во физички изглед, не. Јадам се што ќе ми пржи животот и се што ќе ми посека душата. Меѓутоа не сум мрзлива личност, гледам некако тоа да го компензирам и да го истрошам калориски. Кога е прашање твојот стил на облекување, се обидуваш да ги следиш светските трендови колку што гледам, меѓутоа сакаш да внесеш и мала доза на провокација и елеганција. Колку тоа им се допаѓа на другите? Знам дека другите треба тоа да го кажат, меѓутоа што мислиш ти? Реално не сум размислувала за тугите мислења. Битно ми е тоа што ќе го облечам, да сум јас пронајдена во тоа што ќе го облечам, да знам да го носам и да излезам, тоа што јас го чувствувам, да го облечам едноставно. Кога сме во прашање, кога би ти поставил прашање, не знам колку би ми одговорила, како стоиш на љубовен план? Како? Како стоиш на љубовен план? Како стом на љубовен план, срекно разведена. Па добро, и такви работи се случуваат. Кога среќно, нека ми биде со среќа. Точно, фала ти многу. Би те прашала за на крај, кои се твоите планови, еве, можеш да не кажеш, ја спомна песната Живот, септември ќе биде премиерата, меѓутоа, што би правила еве до крајот на летото? Би шетала, би уживала во животот, одиш на релација Скопје, Кавадарци, Охрид, што правиш? Живеам во Кавадарци и работам во Кавадарци, тоа е реалноста. Мојот син е во Кавадарци, целиот мој живот е во Кавадарци, меѓутоа имам бенд, К4 бенд, со кој што наставувам низ цела Македонија, фала на Господ, имаме ангажмани низ цело лето, секој викенд. Овој викенд си го зедов слободен за да поминам ово време со моето друштво и моите другарки. Во текот на летото тоа е тоа. Си работа и работа. Работа и уживање, да. Јас го сакам секој ден, така да... Дали сум на работа, дали сум на свирка, дали сум со друштво, го сакам секој ден. Баш ми е драго, остани се со ваква позитивна енергија, ти посакам се најубав. Фала ти многу, јас вас. И додека музиката од Либеро Бенд продолжуваше да ја тресе терасата на Лихнидос, Софија со насмевка уживаше со своите пријателки, целосно предадена на моментот. Накратко ја прекинавме, само за да го сподели нејзиното враќање со нашите гледачи. Но остатокот од разговорот со задоволство го оставивме за некоја следна прилика. Едно е сигурно, оваа сезона најдобрите забави и највкусната храна се случуваат токму во Лихнидос. А кога таму ќе сретнете и познати лица од естрадата, како Софија Манева, тогаш знаете дека сте на вистинското место.